Почитувани граѓани, почитувани новинари. Од почетокот на пандемијата со коронавирусот, од ВМРО ДПМН гледаме само неодговорно и деструктивно однесување на штета на јавното здравје, на штета на здравствениот систем. Тоа незрело, неодговорно действување на ВМРО ДПМН кулминира со конструирани случаи и денешното барање за отповикување на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Очигледно е дека Христијан Мицковски и останатите функционери на ВМРО ДПМН се патолошки обседнати со провизиите. Нема друго логично објаснување за нивното упорно ширење на лажни вести. Изгледа се уште живеат заглавени во филмот на нивниот режим, кога речиси и да не постоеше јавна набавка во која не постоеше провизија за фамилијата на ВМРО ДПМН. Токму затоа и во напорите и обидите на владата и Министерството за здравство да обезбедат вакцини, тие задолжително и по автоматизам гледаат провизија. Срамно е да се прават обиди за политичко профитирање преку креирање на лажни скандали кои се поврзани со јавното здравје на сите граѓани, без разлика на етничка, верска и политичка припадност. Кога во светот буквално се води војна да се обезбедат вакцини, ВМРО ДПМН заради тесно партиските интереси свесно и сумисла им наштетува на угледот на државата. ВМРО ДПМН создава атмосфера на јавен линч за секој кој ќе се обиде да помогне во набавката на вакцините и со тоа намерно ги одвраќа економските оператори да бараат легални канали и да лобираат за земјата побрзо да обезбеди доволна количина вакцини за масовна имунизација на населението. Буквално, до пред некој ден на ВМРО ДПМН не му пречеше затоа што наводно институциите биле спори во набавката на вакцини, а денес критикуваат зошто институциите прават напори да обезбедат вакцини од што е можно повеќе производители. Нека се одлучат еднаш што им пречи. Едноставно, опозицијата не може да излезе од режимската матрица и се уште наивно верува дека колку е полошо за граѓаните и државата, толку ќе биде подобро за ВМРО ДПМН. Партијата која е синоним за висока корупција, ВМРО ДПМН, која во периодот од 2006 до 2016 располагаше и потроши повеќе од 30 милијарди евра народни пари, нема кредибилитет било кого друг да обвинува за провизии. Почитувани, ВМРО ДПМН овде во собранието, но и надвор од него, е поставено на страна на криминалот, против интересите на граѓаните и против јавното здравје. Наместо конструктивност, ВМРО ДПМН со блокади се обидува да ги спречи сите важни процеси кои што се во интерес на државата и во интерес на нашите граѓани. Она што навистина им пречи, она што е реално, им пречи е високиот степен на доверба што ги има министерот Филипче и целиот здравствен систем, кој што покажа како да треба да се справува во една здравствена пандемија. Очигледно, сето ова е резултат на фрустрацијата што има Мицковски и врвот на ВМРО ДПМН и не можат да го одбранат криминалот во својата партија, затоа што правдата ги стигнува сите, па дури и оние за кои што се мислеше дека се недопирливи. Мицковски и ВМРО ДПМН се поразени од граѓаните, поразени се од правдата и од институциите. Без разлика на нивното деструктивно и антинародно однесување, реформите и напредокот на државата ќе продолжат. И ова интерпелација, како и претходните, нема да успее и ќе биде забележена како уште еден нов дебакал на партијата, предводена од докажаниот губитник Христијан Мицковски.